Румен Радев директно се меша во внатрешните работи на Македонија. Председател на една земја членка на НАТО не може да ги повикува своите служби за безбедност да реагираат за наводно кршење на правата на граѓани во друга земја која е дел од алијансата, реагира Пендаровски. Ваквата реакција на Пендаровски следува еден ден по средбата на неговиот бугарски колега со шефовите на безбедносните служби, со цел да се преземат соодветни мерки за адекватна заштита на правата на бугарските граѓани од диаспората, кои според нив биле цел на напади. Повод за состанокот е писмото кое културниот центар Иван Михајлов од Битола го испрати до бугарскиот државен врв. Во него бараат олеснување на процедурите при добивање на бугарско државјанство за оние граѓани кои на предстојниот попис во Македонија ќе се определат како бугари, но се пожалија дека се соочуваат со бугарофобија и стравуваат слободно да се изјаснат. Крајно невообичаено е и секако надвор од внатрешните процедури на алијансата, председател на една земја членка на НАТО да ги повикува своите служби за безбедност да реагираат за наводно кршење на правата на граѓани во друга земја членка на НАТО. Реакцијата на бугарскиот председател е спротивна и на основниот принцип во меѓународната политика за немешање во внатрешните работи на друга држава. Заев пак вели дека Македонија знаела да даде одговор за секоја загриженост на Бугарија. Немало потреба да потпаѓаме под инсинуации. Правата на граѓаните биле светости, не треба да ги утврдуваат разузнавачките служби. Со контроверзни ставови излезе и министерката за надворешни работи на Бугарија Захариева. Според неја во Македонија има 100.000 бугари кои често пати биле заплашувани. Позицијата на Българија беше недопустливо е во 21 век некој да не го признава правото на самоопределување. Ние сме многу доследни во политиката. Некои луѓе таму беа многу изненадани што кажавме не за преговарачката рамка. Позицијата на Бугарија сепак е иста од 2019. Сметаме дека има забавено исполнување или недостиг на исполнување на задачите од македонска страна на договорот за добрососедство со Македонија. Претходно имаше раздвижување во сите сфери, но од почетокот на 2019-та, од кога стана членка на НАТО, почна недоследно исполнување. ВМРО-ДПМН смета дека причина за ваквите ставови на Бугарија е тоа што Заев ја ставил Македонија во подредена положба со источниот сосед. Заканите за интервенции на бугарските разузнавачки служби се директна вина и одат на контото на Зоран Заев, која понижи државата и се откажа од македонското малцинство во Бугарија, велат од партијата.